Утрински стихови од Библијата. 7 септември. Бог посакува смирено срце. Смирениот дух е жртва на Бога. Нема да го презреш, Боже, понизното и покајничко срце. Псалам 51:17. Патот кон небото не е порамен сега, отколку во деновите на нашиот Спасител. Сите наши гревови мора да бидат отфрлени. Секоја омилена навика што го попречува нашиот религиозен живот мора да се отсече. Десното око или десната рака мора да се жртвуваат ако не наведуваат на грев. Дали сме подготвени да раскинеме со самоправедноста? Дали сме подготвени да се откажеме од нашите избрани световни пријатели? Секоја врска што ја воспоставуваме, колку и да е ограничена, има одредено влијание врз нас. Обемот за тоа, колку ќе се предадеме на тоа влијание, ќе биде одреден од степенот на блискоста, постојаноста на врската и од нашата љубов и почит кон оној со кој се дружиме. Така, запознавајќи се и дружејќи се со Христа, ние можеме да станеме слични на Него, единствениот безгрешен пример. Никакви надворешни форми не можат да не направат чисти. Никаков обред, извршен и од најсветиот човек, не може да го замени крштевањето со Светиот Дух. Духот Божи мора да ја изврши својата работа врз срцето. Христовиот Дух ќе се открие во сите што се родени од Бога. Спорови и конфликти не можат да се појават меѓу оние што се водени од Неговиот Дух. Да се зборува за религиозни работи на лекоумен начин, да се моли за духовни благослови без вистинска глад на душата и жива вера, не помага многу. Восхитената толпа, што се тискаше околу Христос, не почувствува никаква животна сила од допирот. Но кога кутрата страдна жена во својата голема потреба посегна со раката и го допре работ на Христовата наметка, таа почувствува исцелителна сила. Нејзиниот допир беше допир на верата.